Ивица, што со овие да направаме на почеток. Туку ќе зборуваме за правото идентификација. Основна смисловодствена рамка е дека средствата се некои врските продукти. Имаме три извештаи клучни. Првиот е извештајот со основата, вториот е билансот успех и третиот е кеш флоу. Јас ги имаше тие работи многу добро ми се познати. И требало и вам да ги бидат познати. Билансот на успех исклучиво се генерира од претходните разходите во претходната година. На крајот, нето добивката или профитот е едното исто. Се тие што или дел оди во дивиденда ако се работи за акционерско друштво, или пак сето тоа оди во акумулирана. И на тој начин се зголемило состојанието капитал. Математиката е много едноставна. Значи, вие средства имате. Не знаете, дека имате кеш, имате средства. Можете да ги инвестирате. Тоа што не сте го направиле во минатата година, и јас викам дека треба повеќе да го правите за накраја, да не ви кажувате толку многу бруто, односно нето добивка, и со други зборови, да ги изголемите повторно ќе видите. Наменските разходи, од кои што нормално, например, исполнати трошоците околу намалувањето на подземните води во старите градски гробишта, таму ако се инвестираше некој милион повеќе, односно ако се потрошеше на маликарска, ќе била погорема. И автоматски ќе беше намалена недодобивка. Ако за амортизација, применете некоја друга ставка на пресметриване на амортизација, ќе намалете, новата амортизација влегува како расходна ставка, ќе ги намалете разходите. Ако отпишете повеќе побарување, што исто така влегува расходна ставка, исто така ќе намалете значително. Како што ние за јавни предпријатија намерно ги пумпаме завршните сметки да прикажат било каков приход, вие можете исто да го направите во контранасока и денес да намам оваа тема на масата.